Македонската медиумска сцена се збогатува со нов дневен весник. Го основа Бранко Геровски, по тој повод тој е гостин во студиото на Нова. Геро, добро дојде. Добре најдов. Ајде да разчистиме одма со името Правда. Тоа е прво вака што се пушти во оптек во јавноста, дека вестникот ќе се вика Правда. За жал, тоа е една сосема погрешна информација. Нашиот вестник се вика Слободен печат, а не Правда. Правда е еден друг проект на една друга група луѓе кои се обидуваат да покренат едно ново гласило, но нашиот вестник, повторувам, се вика Слободен печат и се надеваме дека ќе почнеме некаде во средината на наредната недела. Добро, ајде да расчистиме со наслов Слободен печат. Геро, кои се во тимот? Во тимот е една група луѓе, новинари и уредници, кои се обидуваме да се вратиме на некаков почеток. Значи, конкретно, јас ќе бидам главен уредник на вестникот, мои заменици се Жарко Јордановски и Злато Лозановски. Обајцата се потекнуваат од Дневник. Стара екипа Дневник. Старата екипа на Дневник. Уредник исто така Јасмина Апостолова. Значи, јас, Жарко и Јасмина го поминавме патот и преку Шпиц, и во Фокус. Фокус и така натаму. Во тимот е и Митко Билјановски. Тој исто така одговора за надворешна политика. Так, еден од основачите практично на Дневник. И можам да се пофалам дека од вчера се договоривме во тимот ќе биде и Пецко, односно Дарко Марковиќ, со неговиот популарен стрип Пецко, кој доживува, како да кажам, крај и реинкарнација во целиот овој период како што се менува медиумската сцена во Македонија. Сега читателите ќе можат да го следат на страниците на Слободен печат. Концептуално тоа Дневник ќе наликува повеќе првата варијанта Шпиц. Тој е дневен вестник. Ќе биде во обем малку поскромен од останатите дневни вестници, но ќе ги содржи сите потребни содржини, значи од дневна политика, дневни настани, свет, магазинско четиво, сцена, филм, музика, спорт и така натаму. Колку пари ги ровеќе? До Кастазбука. Бидејќи вестникот ќе биде релативно во обем поскромен од другите, предвидовме една популарна цена од 5 денари и по тоа проектот е на некој начин наликува на нашите почетоци со Дневник, а подоцна и со Шпиц. Сметаме дека во ова скудно време за производот што ќе го нудиме, кој ќе биде сепак доволно богат во содржина за да го привлече вниманието, цената од 5 денари е исклучително атрактивна и навечер и поволна. Наутро. Тоа е исто така една од оние предности за кои мислиме дека ќе ги имаме во споредба со останатиот печат во Македонија, ќе излегува во доцните вечерни часови низ целата република, а во Скопје во доцните попладневни часови. Вестникот ќе го затвараме секој ден порано од другите и ќе се обидуваме да пласираме интересно четиво кое луѓето ќе можат да го добијат уште во доцните вечерни часови. Така што тоа ќе биде, се надевам дека ќе бидеме први на пазарот. Геро, од каде сега ентузијазам за нов дневен вестник во едно време кога се соочуваме со многу комплициран медиумски пазар и време кога печатениот медиумот, оној традиционален вестник веќе е некако во замирање. Барем тоа го покажуваат тиражите на постоечките дневни вестници, а таков тренд има еден и во светот. Трендовите во светот малку се менуваат во последно време, посебно во регионот. Обратно имаме тренд на покачување, зголемување на тиражите, значи се консолидираат полека вестниците по првиот драматичен пат од притисокот на интернетот. Сега тие малку се консолидираат, пронаоѓаат нови начини, нови содржини да им се доближат читателите. Јас мислам дека времето на вестници не е завршено генерално. Во Македонија постои еден друг проблем. Постојат сериозни инфраструктурни проблеми
Значи, да почнете дневен вестник во Македонија не е исто како да почнете во Србија или во Бугарија или во Грција или не знам во некоја друга европска Имаме земја. сложен пазар. Имате Да речеме под влијание политички, Прво имате контроверзен во најмала рака. Имате базични инфраструктурни проблеми. Например, немате кај да го дистрибуирате. Имаме една сериозна дистрибутивна мрежа, таа е на Медија Принт Македонија, на дневните вестници Дневник, Утрински вестник и Вест, и генерално таа дистрибуција за еден конкурент како што ќе биде Слободен печат е затворена. Поради тоа сме принудени практично да подигнуваме една собствена дистрибутивна мрежа, што за нас е предизвик. И ќе се обидеме тој проблем да го претвориме во предност. Има и политички притисоци. Значи, во Македонија во моментов нема вестници, дневни вестници кои се слободни, ослободени од притисокот на власта, на политичките центри на моќ, на големите тајкуни. И тоа е минус за Македонија. Тоа е нашиот мотив. Да направиме нешто што ќе биде поразлично. Ова нема да биде таков вестник. Ова ќе биде вестник слободен од такви притисоци, ќе биде вестник кој ќе негува критичко мислење, критички однос кон оваа власт. Конечно, тоа е нашето кредо. Значи, овие луѓе, нашето верују, значи, овие луѓе што го работат вестникот, заедно на чело со мене, практично цел живот го прави. Да бидам малку циничен пред да те прашам за ориентацијата, за уредувачката политика. Се зборува дека во Македонија има проблем со слободата на медиуми. Од друга страна некој цинично ќе ви рече, па што ви фали, имате вестник, можете да пишувате, можете да кажувате, можете да правите вестник. Да, може така да се рече, но тоа сепак нема да биде вистината. Бидејќи условите за да покренете еден венчер, значи едно списание, еден бизнис проект во крајна линија како овој нашиов, се неверојатно тешки. И тоа не е природна ситуација. Значи, во Македонија имате слобода да покренете и било каков друг бизнис. Меѓутоа, кога се ограничени инфраструктурните и сеопштите услови, вие можете со големи напори, по цена на големи жртви, вие можете да покренете вестник. Еве, ние ќе покренеме сега дневен вестник, ќе се потрудиме, но прашањето е друго. Прашањето е зошто нешто што треба да биде нормално во една демократска држава, треба да се прави по цена на таква една тежина, по цена на такви напори, по цена на такви жртви вложувања кои не се неопходни. Зошто во Македонија тоа толку да биде тешко? Слободата на печатот не се мери по тоа колку ќе не убиваат новинарите, ќе не затвараат, по улиците не собираат. Ако дојдеме таман работа, тогаш навистина ќе бидеме трагично. Ќе треба напори човечки, ќе треба и финансиски. Апсолутно. И сега околу финансискиот дел, веројатно тоа ќе биде предмет и е веќе предмет на многу спекулации, од каде се парите за слободниот печат. Значи, во нашите простории на Слободен печат, кои се наоѓаат во центарот на Скопје, кај што скоро се уселивме, затекнавме еден огромен сеф од овие емо охри што ги правеа големите, и сите што не прашуваат кај се парите, викаме овдека се парите во сефов. Сега уште не можеме да го отвориме, му бараме шифрата и така. Нема пари. Значи нема купче пари, готови пари, па од тамо ќе црпиме, па вамо ќе даваме. Може би дел од печатот или од медиумите во Македонија функционираат на тој начин. Она што ние се обидуваме да склопиме конструкција. Значи, ние се обидуваме да им објасниме на потенцијалните наши помагачи, подржувачи, на печатарот, на двајцата бизнисмени кои не се тајкуни, кои влегуваат во приказнава. Значи, влегуваат бизнисмени кои инвестираат. Да инвестираат, двајца луѓе се разбира, има вестникот има собственици. Тоа јавноста ќе го знае. Апсолутно ќе ги соопштиме, можам да ви кажам веќе сега. Двајцата собственици, едниот е нашиот повозрастен колега Градимир Јовановиќ Киби, а вториот собственик еден помлад и тој има допирни точки со маркетингот на новинарството, тој еден помлад господин се викам Владимир Кошевалиски. Значи нема никаква тајна. Ние сме Они се собственици. Они се собственици. Гировски не е собственик. Не е собственик, бидејќи ние се обидуваме да бидеме ослободени од менаџерските и од собственичките обврски, го почитуваме стандардот
Тој што го прави весникот, новинарството, редакцијата, ньюсрумот е еден дел, менеджментот, собствеништвото е друг. Ние само ќе се влеземе во едни нормални односи меѓу нас. Но сакам да кажам за париве. Значи, поентава е, ние се обидуваме да побудиме некој ниво на социјална одговорност кај луѓето, дека таков весник ни е потребен не само на нас неколку души што сакаме да го направиме, така се разговарав со овие луѓе, со Киби, со овие луѓе. Така разговаравме на тоа ниво. Дајте заеднички да се потрудиме што можеме да дадеме. Некој може да даде поволна цена за печатење, некој може да даде поволни шанси за маркетинг, некој може да вложи повеќе труд за помалку пари, како што тоа ние ќе го правиме во редакцијата, нели? Стано ќе работиме за многу поскромни примења, колку што е условно речено нормално и во ова време денешно, и на тој начин ќе се обидеме да склопиме една конструкција. Чекате реклами ги? Се разбира, не ќе чекаме, ќе ги бараме рекламите, имаме намера да ги бараме рекламите. Има политички ограничувања во рекламирањето? Општо е познато дека во Македонија има политички ограничувања во рекламирањето. Пред се од страна на најголемиот огласувач и најголемиот бизнисмен во Македонија, тоа е владата. Ние тука не знам што ќе правиме. Ние ќе се обидеме и на нив да им објасниме дека е битно да инвестираат, односно да вложуваат, да се рекламираат и во нивен интерес е во еден дневен весник за кој се надеваме дека брзо ќе стане најтиражен во Македонија, бидејќи цената е популарна. И би било безсмислено во Македонија некој да не вложува, да не се рекламира во таков весник. Но Македонија е чудна земја. Ние се подготвивме, правевме такви конструкции да се обидиме да преживееме и во релативно потешки услови какво што веројатно ќе се соочиме. Значи нема да пропаднеме ако одма не. Има ли пари од СДС? Не. Јас мислам Соросовата фондација се надевам дека ќе помогне проектот. Во рамките на незините напори воопшто да ги помага слободните медиуми кои се залагаат за отворено општество во Македонија. И тука тоа мислам дека не треба да го кажеме отворено и без никакви скрупули, нема ништо лошо сето тоа. Но ние очекуваме СДСМ, ЛДП, опозицијските партии, граѓанските организации од цивилниот сектор, воопшто луѓето и нивните симпатизери кои се да речем критички настроени кон оваа власт и воопшто кон состојбите во кои се наоѓа Македонија, да ни помогнат на еден друг начин. Ние во нив гледаме партнери. Тие ќе ги мотивираме и со квалитетно четиво, и со начин на достава, ќе ги мотивираме да го купуваат весникот. Значи, еден од проблемите, и тоа мора да го сфатиме во Македонија, ако сакаме да имаме слободни медиуми, еден од проблемите, една од потребите е луѓето да сватат дека секој читател практично е партнер на весникот. Ако јас, ти, Борен и луѓето што се тука не го купуваме наутро весникот, каков и да е убав, паметен, ваков, онаков или грд, сеедно, тој нема да може да преживее. Затоа ја често ја раскажувам она анекдота на еден господин кој во времето на Милошевиќ секој ден одел на трафика, ја купувал политика и пред самата трафика го фрла тука во корпата за ѓубре, го фрла весникот. И сега трафикантов зачуден прашува: добро господине, секој ден го прави тоа, зашто? И тој вели: видете, да купувам политика е дел од мојата традиција. Политика е весник кој траеше 120-130 години. Вика, ја морам да го купам, не го читам, бидејќи сега тоа е траш, ѓубре, нели? Не го читам, го фрлам, но морам да го купам. Тоа е дел од традицијата. Во Македонија мора да се научиме. Треба да ги гледаме телевизиите за кои мислиме дека се добри, дека одговараат на вкусот. Значи не е доволно само некој да потапша по раме да рече: добра е Нова ТВ, добар е Плюс Инфо МК, а ништо да не прави за тоа. Најмалку што можеме да направиме за медиумите кои ни одговараат, кои ни како да кажем, ни одговараат на нашиот сензибилитет како луѓе, како демократи, како слободоумни луѓе, најмалку што можеме да направиме да ги следиме, да ги купуваме, да ги гледаме и така.